Зборувавме на тема првата заповед како прва и зошто првата заповед е прва. Потоа зборувавме на тема да ни биде прв и најважен Господ и продолжуваме некако во тој дух, во тој правец, во тој тон и ова утро. Темата за ова утро ќе носи наслов Јас и Господ. Ќе видите дека има допирни точки до сето оно што до сега го зборувавме во овие претходни две теми. За почеток да отвориме во Дела апостолски 4 глава, Дела апостолски 4 глава и ги читаме од 34 до 37 стих. Овие стихови воедно се стихови со кои што завршува ова 4 глава и знаеме дека ова е опис на таа апостолска црква на почетокот, која што навистина наликувала со сите атрибути, да кажам така, на вистинска црква, која што вистински го прикажувала Христа и Христовиот карактер. Што читаме овде во овие стихови? Нешто што навистина треба да биде наш идеал, а што може би е се уште далеку, веројатно. Да не речем дека е научна фантастика, но не е, затоа што со Божја помош се може. Како живееле апостолите во тоа време? Никој меѓу нив не беше во скудност, зашто сите кои имаа ниви и куќи ги продаваа, а цената на продаденото ја донесуваа и ја ставаа пред нозете на апостолите. И секој му се даваше кому му беше потребно. А Јосиф, кога апостолите го нарекува Варнава, што значи син на утехата, левит, родом од Кипар, имаше нива што ја продаде, а сребрениците ги донесе и ги положи пред нозете на апостолите. Значи, за разлика од Ананија и Сафира, кои што беа спомнати од неодамно од Јани, Варнава е слика на еден искрен, чесен христијанин, кој што толку колку што заработил од нивата кој што ја продал, значи еви, тој продал нива, сите сребреници ги донел пред нозете на апостолите. Како живееле, неверојатно. Меѓутоа, поентата ми е да го истакнам Варнава во овој случај. Читаме сега во Дела апостолски во 9 глава, 26 и 27 стих, каде што исто така гледаме некои карактеристики на Варнава. Дела апостолски 9 глава, 26 и 27. Знаеме дека само што се обратил Савле, станал Павле, нели, меѓу другото, и меѓутоа верниците биле се уште уплашени од Савле. А кога дојде во Иерусалим, се обидуваше да им се доближи до учениците, но сите се боја од него. Зашто не верува дека е ученик? Не верува дали е обратен? Тогаш Варнава, Варнава покажал овде неверојатна смелост, значи покрај искреноста, која што ја покажал во претходните стихови и честноста, Варнава, вели, го зеде и го одведе при апостолите и им раскажа како патем го видел Господа и дека му зборуваше и како во Дамаск проповедаше смело во Исусово име. Значи Варнава имал храброст да го земе Павлета со себе и да го одведе при апостолите. Сите се плашале, како што видовме, меѓутоа кај Варнава немало таков страв. А сега да отвориме во Дела апостолски 13 глава, значи ќе скокнеме уште неколку глави, и читаме од 1 до 5. Исто некои карактеристики за Варнава, кој што навистина бил еден вистински христијанин, во права смисла на зборот во тоа време. Во Антиохиската црква имаше пророци и учители. Варнава и Симеон, наречен Нигер, па Луци Киринеецот, Манаин, кој беше воспитан заедно со четворовласникот Ирод и Савле. И кога му служеа на Господа и постеа, Светиот Дух рече: одвојте ми ги Варнава и Савле за делото за кое ги повикав. Тогаш откако постеа и се помолија, ги положија раците на нив и ги пуштија. И така тие, испратени од Светиот Дух,
слегува во Селвекија и оттаму отпловија за Кипар. А претходно прочитавме дека Варнава баш бил родом од Кипар, значи отишол во родното место заедно со Савле. Положиле раце, биле испратени од Светиот Дух. Овој човек Варнава, кого што сакам да го истакнем на почетокот, бил испратен од Светиот Дух, бил искрен, бил чесен, бил смел. Имал прекрасни карактеристики како ученик Христов, како апостол. Но сега читаме во Галатјаните 2 глава нешто што не би не изненадило, затоа што нели и Варнава е само човек, како и секој од нас, но имаме една друга ситуација овде. Галатјаните 2 глава 11 до 14 читаме. Ова е една средба на учениците во Антиохија и вели 11 стих, ако е Кифа, Петар, знаеме, дојде во Антиохија, му се спротиставив, вели Павле, во лице, зашто требаше да биде осуден. Имено, пред да дојдат некои од Јакова, значи пред да дојдат евреите, тој јадеше со многобожците, но кога дојдоа овие, тој се повлече и се отстрани заради страф од обрезаните. Значи, видно, Петар овде дволичал. Истиот тој Петар кој што го добил видението со чаршаф, знаете, со нечистата храна, кое што требало да го поучи. Јасно му станало подоцна дека не треба никого да нарекува поган, нечист меѓу луѓето. Но, од страф од обрезаните, претходно јадел, седел на иста трпеза со многобожци, но се повлекол кога ги вишел нив. И сега видите, 13 стих. И дволичеа со него и другите јудејци. Тргнале по неговиот пример, по Петар, и другите јудејци, така што нивното лицемерство го заведе и Варнава. Истиот овој Варнава, за кој што е читавме прекрасни карактеристики, се повел по Петра, односно попуштил под влијанието на толпата, би рекле. И навистина влијанието на толпата знае да биде многу опасно. Петар попуштил, Варнава и тој попуштил. И видите, во 14 стих, Павле вели, кога видов дека не одат право според вистината на Евангелието, како требало да биде правото? Че не требало воопшто да дволичат, зошто да не седнат и да не јадат со многобожците, па нели, треба Евангелието на нив да им се однесе. Нели на Петар Господ му прати порака дека никој не треба да биде наречен нечист. Му реков на Кифа, на Петар пред сите, ако ти кој си јудеец живееш како народите, а не јудејски, како можеш да ги принудуваш народите да живеат јудејски? Поведувањето по толпата. Јас сум ви кажал еден пример од мојот живот, има и други, но тој ми беше така повпечатлив, каде што ја од секојаш сум бил, уште од младост, значи не сакав воопшто да ќе се спречкаш некого, меѓутоа никогаш не ми паѓало на памет некого да тепам. Значи, не сум таков, никогаш не сум бил таков, но кога толпата ме поведе и мене, кога бевме на таа утакмица Овче поле со Куманово, во Свети Николе, и тоа беше чувствително време, 90-тите, 91 92 кога се распаѓаше, кога се распадна Југославија и некој да ти викне тамо на терен во Свети Николе, ово е Јужна Србија, знаете што можеше да значи тоа тогаш. И кога ги подбравме со камења и така натаму, ама толпата те носи и трчаме сите по нив, и кој знае што секи се случеше, ако не интервенираше полицијата тогаш. Да, ама тоа е ефектот на толпата. Таков никогаш може не си, ама еве како случајот со Варнава. Дволичи. Сега да отвориме во, видите која ми е поентата, Битие, реков дека насловот е Јас и Господ. Да отвориме во Битие 2 глава, значи на самиот почеток, повторно, нема, се вртиме некако околу овој прв греф кој што го направиле Адам и Ева и случувањата во првите глави на почетокот од Библијата. Значи, Битие 2 глава, сега за да не читаме се тука, ајде од 7 стих.
Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив. Значи, овде го гледаме создавањето на Адам. Па потоа насади градина. Во Едем го смести човекот и го обликува. Кого го обликува? Па потоа направи од земјата да изникне дрво и така натаму храна. Буквално гледаме на почетокот овде во втората глава дека Господ обезбедил се за Адама, го создава Адама, обезбедил се и храна и го настанил тамо во градината. Потоа од 15 стих вели Господ Бог го зеде човекот и го постави во едемската градина за да ја обработува, да ја чува. Господ Бог му заповеда на човекот, велејќи јади слободно од секој дрво во градината, но да не јадеш од дрвото на познавање на доброто и злото, во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Еве ја и заповедта, една и единствена тогаш, забраната една и единствена. И Господ Бог му рече, не е добро човекот да биде сам. 18 стих, ќе му направам помошник соодветен нему. Тогаш Господ Бог ги обликува од земјата сите животни, полето и сите птици и потоа му дава задача на Адама да им даде имиња на сите животни. Каде е Ева? До сега. Значи, Ева не постои, ја нема. Значи, го гледаме сето ова се случува меѓу Бога и Адама. Сега, што читаме понатаму? Откако, тоа било една поука за Адама, кога доаѓале животните две по две, кај него им давал имиња, веројатно било една поука каде што Адам требало да свати дека нема меѓу сите тие животни, нема ништо, некој кој што ќе му парира, кој што ќе му биде помошник, не се најде соодветна помош на него, како што вели 20 стих. И сега 21 стих. Тогаш Господ Бог му нанесе длабок сон на човекот, на Адама, да тој заспа и му извади едно од неговите ребра, а местото го пополни со месо. Кога била создадена Ева, кај бил Адам? Во длабок сон дори. Че Адам како да не постои. Прво нешто што Адам, кога бил создаден, вишел, што вишел? Го видел Господа. Прво нешто што Ева, кога била создадена, што видела? Го видела Господа, исто. Дори потоа Адам ќе биде разбуден на тој длабок сон и Господ ќе ги спои и тоа е таа брачна заедница. Ова нешто кажува. Бог и Адам насамо Бог и Адам насамо. Потоа гледаме Бог и Ева насамо. Тој однос кој што е битен. Прво личниот однос со Господа. Јас и Господ. Дури потоа ги става во заедница. Нашиот однос со Господа, со Бога е личен. Ние се спасуваме секој поединечно. Некој спомна тука, брат Зора, мислам дека беше за време на пуката. Не се спасуваме како група, како црква, како семејство. Секој лично. Еве тоа го гледаме уште на самиот почеток. Значи, тој однос на Бога лично со човекот. Сега, ги читавме оние стихови 16 и 17 од 2 глава, да не ги читаме пак, каде што Господ ја дава таа забрана и вели дека ако вкуси човекот од забранетото дрво, ќе умре, а ѓаволот во 3 глава, кушајќи ја Ева и вели, нема да умрете. Тој им се обрика во множина, тоа е интересно исто така. Но што сакам овде да истакнам? Во 21 стих од 3 глава. Значи, паѓаат. Односно, зашто толку скокам? Претходно од 9 стих, се извинувам. Адам и Ева сгрешиле. И се појавува Господ и вели, Господ Бог го повика човекот. Кого вика? Го вика Адама, лично Адама. Не ги вика Адама и Ева, го вика Адама.
Каде си? А тој вели, го чув твојот глас во градината, се исплашив, зашто сум гол и се сокрив. Личен однос со Господа. Лично Адам сгрешил. Го натерала ли Ева да сгреши? Може ли да се изговори, иако тие се изговараат, нели? После падот во грев. Дали може дома вас жената да ве натера со сила да сгреши? Или гревот кој што ќе го направите е лично ваш. Може да кажете вие, абе, жената вака, ради тоа што она така направи, па ја. Иначе немаше. Тоа е само изговор. Гревот исто е личен. Потоа, нели, Господ се обреки и на жената, лично на жената. Поединично. И во 21 стих, Господ вели направи облеки од кожи на човекот и неговата жена и ги облече. Откако првен, веројатно, тие ги соблекува своите прегачи направени од смоквино лисје. Колку облеки направил Господ? 2. 20 грешници имаме, 2 облеки. И тие, ако читаме таму во 7 стих, направиле, 7 ли беше? Кај што направиле 2 покривки, прегачи од смоквино лисје. Направиле 2. И за Адам и за Ева. Грешиме поединично, доаѓаме кај Господа поединично одговараме за нашите гревови. И дори Господ потоа кога го изрекува проклетството, оди на Адам, му вели заради тоа што ја послуша својата жена, се сеќавате и минатата сабота го цитиравме овој стих, ќе ти раѓа земјата и трња и коров и така натаму со мака, со пот ќе заработуваш. Потоа и се обраќа лично на Ева и е вели заради гревот така и така, ќе раѓа со мака и така натаму. Значи поединечно грешиме. Доаѓаме кај Господа поединечно одговараме за своите гревови. Јас и Господ. Поуката носеше наслов денешната, како беше насловот? Еве, ја го заборев во моментот, па да ме подсетите. Со погрешни одлуки или така некако? Со лоши одлуки, погрешни одлуки, во ред. Знаете ли дека денеска премалку се од таквите кои што поединечно ќе истапат индивидуално и ќе донесат одлука. А тоа е тоа што Господ сака да стори. Јас и Господ. Јас поединечно треба да донесам одлука, а не заради тоа што жената, заради тоа што синот, керката или не знам, шефот на работа или така натаму и така натаму ќе рече или ќе има влијание и така натаму. Јас лично треба да истапрам пред Господа, јас и Господа, затоа што односот е поединечен. Не може секојаш пречка да биде некој друг. Господ и јас, така треба. Внимавајте што запишал Елен Вајт во Ум, карактер и личност во еден свој цитат. Ум, карактер и личност, ако сакате да читате, тоа е во 290-та са страна, значи македонскиот превод. Видите што вели таа, Евангелието се занимава со поединци. Секој човечко суштество има душа да спаси или изгуби. Секој има индивидуалност, одвоена и различна од сите други. Секој мора да се увери за себе, да се преобрази за себе. Тој мора да ја прими вистината, да се покае, да поверува и да биде послушен за себе си. Тој мора да ја исполнува својата волја за себе. Никој оваа работа нема да ја заврши преку заменик. Никој не може да ја претопи својата индивидуалност во индивидуалноста на некој друг. Секој мора да се предаде на Бога преку свој акт и тајната на побожност. Го гледаме ова, повторно, личен однос. Лично му пристапуваме на Господа, лично одговараме за своите греови и за последиците од тие греови. Ако размислиме добро, ќе сватиме дека и Исус, кога умрел на крстот за нас, умрел сам ја донел одлуката ја донел уште во Гециманија. Знаете дека бил сам, тотално сам.
Да, Господ му праќа ангел за да го подкрепи, меѓутоа сам ја донел одлуката. Ги нема тука ни Петар, ни Јаков, ни Јован, оние кои што вообичаено биле најблиски до него, иако барало нив да се молат, тие спиеле. Ги нема, го нема ни Господа. Бог, Отецот, го оставил. Тоа е тоа одвојување, значи што се случило, таа втора смрт. Опфаќа одвојување од Господ. Исус сам донел одлука за твое добро, за моје добро, за ние да живееме. Сам. На крајот на криштата, 2 Коринјаните 5.10, што вели Павле во овој стих? 2 послание до Коринјаните 5.10. Зошто сите ние, значи јас лично, Зоран лично, Луиза лично, така натаму, секој од нас поединечно, треба да се појавиме пред Христовиот суд и секој да прими според оно што го направил во своето тело, било добро или зло. Јас и Господ. Денеска светот е полн со кукавици, може да кажеме. А треба да се запрашаме дали тоа не е ситуација со црквата. Дали може би од црквата нема мноштво на кукавици. Што сакам да кажам? Луѓе кои што ќе сторат нешто, затоа што тие така одлучиле, затоа што тие сметаат дека е така право, а не затоа што некој друг, или чекаат некој друг да го направи тоа, па сега пошто он прави, ја ќе правам. Најчесто тоа е тоа влијание на толпата, како што кажав, за зло. Меѓутоа, кога станува збор за влијание на добро, тоаш каде се оние јунаците кои што без разлика 99% од другите ако прават така, ако тоа не е во ред, јас да застанам да стојам цврсто. Јас и Господ. Па јас лично одговарам за моите постапки. Зарем не? На судот нема да излеземе пред Христа, јас и мојот пастор, да кажем така, сега да се изразам, или јас и мојата жена и да речам, ама знаете, што жена ми, или пасторот вака ме научи, или пасторот тоа, или жена ми, или мажот, и така натаму. Не. Јас лично со Господа. Спасението е лична работа, како што веќе кажавме. Сега ги гледаме Петар и Варнава, затоа и така тргнав со темата. Биле повлечени од толпата. Денеска има мноштво на луѓе кои што се упропастени дали од алкохол, дали од дрога, затоа што биле повлечени од мноштвото, од толпата. Има мноштво кои што можеби се закопани, се во своите гробови заради тоа што биле повлечени од толпата. Некои се мртви, значи, заради влијанието на толпата. Што вели Исус Навин, која кажува она негова позната изјава во Исус Навин 24.15. Што вели? Мојот дом, мојот дом, мојата фамилија ќе му служи на Господа. Така ли вели? Јас и мојот дом. Како да сака да каже, еве сега, јас си дозволувам да го толкувам тоа така, и мојот дом ако се откаже од Господа, ма јас не, затоа што јас лично стојам пред Господа. Јас лично сум одговорен пред Господа. Јас и мојот дом ќе му служиме на Господа, а вие одберете. Значи, мораме да научиме да стоиме цврсто, па не знам кој влијае на нас. Дали дома жената, дали децата, дали црквата, не знам, не дај Боже да делува на нас негативно. Мора да се научиме да стоиме цврсто на Божја страна, без оглед на останатите околу нас и какво тоа влијание тие имаат. Значи, работата е 1 на 1. Јас и Господ. Земете ја параболата во Лука 15 глава на изгубената овца. Што прави овчарот? Која е сликата тука? Овчарот е Господ, Исус. Ги остава 99 и оди е по едната изгубена. И една да е изгубена, оди по таа една.
И зашто оди сам? Прашањето зашто оди сам? Зашто не земе со себе, Па кажавме, значи тој однос еден на еден е најбитен, јас и Господ. За да кога ќе ја најде, кога ќе ја преградне, кога ќе ја стави во својата преградка, да бидат еден на еден. Тоа е тој однос кој што Господ сака да го воспоставиме сите ние. И најважен однос кој што ќе не одржи и во најтешки искушенија, најтешко време. Мораме да се научиме да стоиме сами со Господа. Тоа не значи нели дека сега да не сватите погрешно фамилијата или црквата така натаму, меѓутоа за да се да избегнеме ситуации каде што под притисок би можеле да попуштиме и да паднеме. Еден на еден. Потребни се денеска индивидуални одлуки од секој од нас. Без оглед на тоа, може би јас имам не знам каква славост. И индивидуално јас со Господа треба да одлучам. Ако моето друштво сите пушат, пример, и под влијание нивно јас пушам, банален пример за нас, нели, меѓутоа, јас лично треба со Господа да ја донесам таа одлука. Или тоа може да биде било каква славост. Ние не пушиме, меѓутоа имаме други славости. Без оглед што сите може би поддржуваат некој греф, иде време кога навистина ќе бидеме луди, ние нормалните, кои што сметаме дека еден хомосексуален брак не е нормален. Тоа го сметаме врз основа на Библијата. И може би ќе бидеме осамени кога мноштвото се повеќе и повеќе ќе ја прифаќат таа идеја, забележите како тоа полека само се влие на умовите на луѓето, не само во поглед на тоа, во поглед на мноштво на други работи. Кога утре може би осамени, сами ќе мора да стоите на страната на вистината. Некој ми поставуваше прашање тука, што би направил ако утре ми донесат некој тука хомосексуален пар, било две девојки или двајца момци, ја ќе треба да ги венчавам. Ја би рекол прво да венчавам нормален пар, пошто не сум немал прилика таква. Меѓутоа, такво нешто нема шанси. Работа ќе изгубам, па нека изгубам. Така треба да стоиме, така јас велам сега, ама како ќе биде тогаш, не знам. Дали ќе дозволам јас да влијае толпата на мене? Не знам дали вие би дозволиле такво нешто. Воопшто да се случи. Меѓутоа, тоа е тоа. Значи, живееме во времење во кое што наистина од секојаш тој однос бил најважен, основа на се, но посебно во овие времења во кои што живееме, мора да го имаме тој личен однос. Наша е лична одговорност. Ние одговараме лично за своите грешки, за своите гревови, лично му пристапуваме на Господа, лично и ги сносиме последиците, иако последиците некојаш влијаат и на тие околу нас. Нека Господ ни помогне да го имаме тој личен однос и да сватиме дека сме секојаш јас и Господ. Амин.